Штип треба да добие центар за згрижување на бездомници и граѓани во социјален ризик. Отварањето на ваков пункт е меѓу проектите планирани за оваа година на Штипскиот Црвен крст. Во овој центар корисниците на кои им е потребна ваква помош ќе добијат згрижување, социјална и здравствена заштита. Дел од активностите, како и досега, ќе бидат координирани со социјалните служби во градот. Главна цел ни е да се реализираат локалните проекти кои што ги предвидуваме, за кои што имаме поднесена иницијатива, а тоа се отварање на пункт за бездомници и лица од социјален ризик, кој што би функционирал по примерот од Скопје, од Новин Поток. Бездомништвото генерално во градот не представува проблем, ниту питачењето не е изразено во големи размери. Инцидентните случаи се третираат од службите во Центарот за социјални работи, иако за повеќето од нив проблем не е згрижувањето, иако се на улица, бидејќи повеќето имаат дом, а и се корисници на социјална парична помош од државата. Се работи за лица кои што често пати се социјално обезбедени од страна на Центарот, значи како лица во социјален ризик, материјалните права во делот на социјалните трансфери ги имаат остварено. Така да питачењето не е резултат често пати на тешка социјална состојба, е можеби некоја друга навика или потреба на лицата во социјален ризик. Дел од нив, значи да не ги именувам, се социјално обезбедени и покрај тоа излегуваат и питачат. Нашите стручни служби излегуваат секогаш подоја. Отварањето на ваков центар во голема мера ќе ги реши проблемите на граѓаните во социјален ризик погодени од непогоди. Згрижувањето на семејства кои останале без кров над глава поради пожари, поплави или несреќи, или за оние кои останале без грижа од најблиските. Годинава бездомник беше пронајден починат, без животното тело го најде сопственикот кој привремено го згрижил во неговиот дом. Лани на екстремно ниски температури Црвениот крст во Штип и социјалните служби му го спасија животот на бездомник во лимена барака, оставен на милост и немилост на кучиња и диви чакали кај струмина чешма. Досега во ваквите инцидентни случаи или спасувачки мисии, волонтерите на Црвениот крст и социјалните служби реагираа згрижувајќи ги оние на кои им е потребна помош во установи. Со отварањето на ваков центар, грижата околу нив ќе ја преземат општината и Црвениот крст, каде и најчесто граѓаните со вакви проблеми бараат помош.